Ова е шанса председателот Џо Бајден да ги изложи своите приоритети пред новиот состав на Конгресот. Неколку дена пред говорот во вторник навечер, портпаролката на Белата куќа Карин Жан-Пјер предупреди дека говорот често се преработува до последен момент, но некои теми сигурно ќе најдат место во говорот. Значајниот економски напредок што го гледаме под негово водство. Економска визија која ја гради нашата економија од дното нагоре. Усвоените закони во последните 2 години кои создаваат добро платени работни места од средната класа и обезбедуваат вистински резултати за луѓето со реконструкција на нивните патишта, мостови, тунели, намалувајќи ги секојдневните трошоци. Но историчарот Джереми Сури коментира дека овој политички говор е исто така и секогаш политизиран. Тој зборуваше за гласот на Америка преку Zoom. Политиката е важна за политичките текови. Ова е можност председателот секоја година да се обиде да изложи агендата и да ја обликува јавната дебата на начини што ќе имаат корист нему и на неговата партија, но исто така се надева дека ќе создаде притисок кон политичките цели што ги има зацртано. Сури рече дека очекува Бајден повторно да ги разгледа своите претходни забелешки за душата на нацијата и за оно што тој го гледа како закана за демократијата од екстремната десница. Војната во Украина исто така веројатно ќе се истакне како што се случи пред 1 година кога Бајден зборуваше за потребата на Западот да и помогне на таа земја да се одбрани од руската инвазија. Бајден исто така најави дека неговата администрација сака нови закони за абортус, насилството со огненото оружје и полициските реформи. Но тој се соочува со предизвик. Конгресот има моќта да донесува закони, а опозиционата Републиканска партија сега контролира еден од двата дома. Новиот претседател на представничкиот дом, Кевин Мекарти, кој ќе биде зад председател во вторникот навечер, е инволвиран во жестока дебата со Бајден за тоа како да се трошат парите на американските даночни обврзници. Републиканците бараат големи кратења на државните трошоци. Бев многу јасен. Сегашниот пат по кој одиме е неодржлив. Мораме да ја смениме траекторијата за да се ставиме на пат кон равнотежа. Како ќе стигнеме таму, тоа ќе бидат наши дискусии. Сури додава дека граѓаните будно ќе ги следат реакциите на Мекарти додека тој седи зад Бајден за време на обраќањето. Ако се наморти, ако покаже незадоволство, ако изгледа скептично, како да не сака да соработува, ќе изгледа како да е екстремен во ставовите. Но ако изгледа премногу среќен што ќе се ангажира со председателот Бајден, тогаш се разбира ќе ја оттуги крајната десница во неговата партија, малата група во неговата партија и во домот, кои бара да биде подсврст кон председателот. Оваа мешавина на политика, помпезност и карактери од двете партии ќе биде целосно видлива кога Бајден ќе се обрати за состојбите во нацијата во вторник навечер.